ред Предлог одлука за продолжување на работното време на ugostителските објекти во општина Демиркапи. Словото на општината за одредени туристички, културни и друг вид на манифестации содржани во годишни програми може да го продолжи работното време најмногу за 2 часа за ugostителските објекти, но во времетраење најмногу до 3 дена. Со оваа предлог одлука се предлага продолжување на работното време за периодот од 27.8.2026 година до 29.8.2026 година, односно за време на одржувањето на Демиркапискиот панагир по повод празникот Голема Богородица. Благодарам. Заедно два разбор. Директивни разбор. Точка број 6 е ставено гласење. Кој е за? Едногласно за, нема против, нема воздржани. Точка број 7. Предлог решение за давање согласност на годишен план за образување до 2027 година. Председателите, значи ова е само план за работување во 2027 година и во истиот се предложени 3 работни места во делот на напредување и во делот на слободни нови работни места согласно систематизацијата. Значи по пат на јавен оглас се предлагаат работното место со работник за ugostителство и туризам во оделението за локален економски развој и во оделението за општи работи советник за информатичка технологија. И како што кажав, во делот на напредување исто така се предлага едно напредување во секторот за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и локалниот економски развој, а станува збор за работното место раководител на оделение за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина. Овие се само планирани работни места, колку и како да се реализираат зависно од можностите на буџетот на општина Демиркапи. Благодарам. Дали некој бара збор? Дали овие работувања се однесуваат на некои што се досега мислено обработени со толку повеќе имате систематизација? Значи, кога станува збор за напредување, секогаш значи право да конкурираат имат само вработените во институцијата. Меѓутоа за другите 2 работни места се слободни работни места систематизирани. Така да по пат на јавен оглас секој си има право да се пријави. Благодарам. Дајме друг два разбор. Директивните на два разбор. Точка ставам на гласање. Кој е за? Едногласно за. Нема против, нема воздржани. Преминуваме на 17 точка што оставиме последна за физички и правни лица барањето. Преминуваме на предлог програма за изменување и допълнување на програмата за работа во областта на затварањето со градежно селиште во собственост на Република Македонија на подрачјето на општина Демиркапи за 2026 година. Благодарам. Во програмата за работа во областта на располагање со градежно земјиште во собственост на Република Македонија на подрачјето на општина Демиркапи за 2025 во точка 2 се дополнува детален правиларен преглед возничкиот план за село Корешница и Корешница општина Демиркапи со граждана парцел 9.22 и граждана парцел 4.15. Сви благодарам. Дајме два разбор. Директивни два разбор. Точка ставам на гласање. Кој е за? Едногласно за, нема против, нема воздржани. И предпоследната точка. Предлог одлука за субвенционирање на цената на водата за домаќинствата на територија на општина Демиркапи. Еве јас. Значи, овој предлог беше вработено доставен на Комисијата за финансии и локален економски развој. Во самата предлог одлука се предлага субвенционирање на цената на водата за домаќинствата на територијата на општина Демиркапи во периодот до 31.12 при цена од 34 денари по метар кубен
Субвенцијата ќе изнесува 3,4 денари по метар кубен и за периодот од 1.1.2027 при цена од 35 денари по метар кубен, субвенцијата ќе изнесува 3,5 денари по метар кубен. Што значи дека овие средства ќе бидат намалени од сметките на граѓаните на општина Демеркапија, меѓутоа општината истите тие средства ќе ги трансферира на сметка на Јаката Бошева. Значи имаме намалување на цената на вода. Субвенционирање, не е намалување, меѓутоа на секоја сметка ќе бидат тие 10% намалени, значи со тоа што таа разлика ќе ја доплати општината на јавното комунално предпријатие. Юлија, на кој начин општина Демеркапија ќе ги исплаќа тие средства? Месечно, годишно, ќе бидат фактурирани од страна на ЮКП Бошева? Претпоставувам дека ќе бидат месечно, затоа што месечно се фактурира значи, до граѓаните. Така да од тој 10% што на разлика што би било што граѓаните нема да плаќаат, исто ќе биде фактуриран во истиот момент на општината. Вие гледам сте направиле тука финансиски пресметки, нели за преостанатите 5 месеци од 26 колку тоа не би ја коштало општината и 27. Така да. Добро. Сега. Баво се планира. Меѓутоа, може би е по-добро да се размислува на нешто, на некој подолготрајно решение, затоа што има за краткотрајно решение. Или да се инвестират пари за обновлива енергија, да се наместат фотоволтаици или нешто за да се... Затоа што комуналното предпријатие знаеме дека е. Работа со загуба, вие како општина во одредени периоди вие исто се соочувате со финансиски потешкотии. Така да, ако не можете вие да им платите, они пак се соочуват и они со потешкотии пред државните изплата на плати и сите тие работи. Така да, затоа може би е по-добро да се размисле, да се направи нешто како по-долгорочна инвестиција. Затоа што вака, еве, затоа и го прашав прежеска директор, која беше присутен тука, колку од прилика е месечната потрошувачка на едно семејство на вода. Значи, ако се гледа така, 10 метри квадратни, по цена од 34 денара, колку е сметката за вода? Сега мислам нели тоа плюс и дополнително и другите, меѓутоа, реално гледано за граѓаните, ако со сметка со 300, 400 или 500 денари, им се субвенционира колку ќе бъде 10%, 40 денари, нема за 1 лев, затоа што моментално ситуацијата е таква економска, кај што гледаме дека има раст на цени на секој чекор, мислам, секоја помош е добро дојдена. Меѓутоа, ако реално стварно гледаме, јас од прилика просечно имам секој месец околу 600-700 денари. Просек, сметка за вода. Значи 50-60 денара стварно еден леп е толку. Таа сметка ќе се вклучена со отпад и со тоа јавни може би чистоти. треба да се гледа малку подолгорочно и да општината ако има пари да се вложи, еве да се, ако се, не, може би тоа се по-големи инвестиции, меѓутоа ако се направат некои пресметки или било што, која би се намалила или која воопшто не би им требала електрична енергија од друг добавувач, макар што сега е да се на слободен пазар, нели? Цената е значително намалена отколку која би прекледена. Не знам сега кој добавувачте. Меѓутоа да се размислува во тој правец. Затоа што вака мислам дека не знам кој Да, говорите. се сугестиите за Сега денешка. ще кажем нещо. Ефектът ще биде, трябва негде да се почне и мислам дека овој предлог е одлука до словото доставена е добра и е од помош за граѓаните. Може би малцен, но е од помош. А сепак ако гледаме на долгорочно здравје, секако се гледа и за по-добри и по-долгорочни инвестиции. Но сепак мислам дека е добро некаде да се почне да се помага на секој граѓанин на така. Да некој друг разбор. Да се надополни. Значи, пак ќе речем,
според ако мене некој ми даде 50 денара на лување, пак ќе речем, нема ми за едната буси. Нема контрол. Меѓутоа, ако се соберат пари и се инвестира и со тоа трајно се овозможи да се намали цената на водата, некои работи нема да влијаат на зголемување на цена и тие работи, тоа е нешто по-исплатливо и за сите нас и мислам дека сите може да има поголем бенефит. И документата во ред не е работа дали популистичка или дали, ама пак ќе речем, општината се соочува, знаеме ние што се случува. Дека општината се соочува во одреден момент со финансиски потешкоти, комуналното докажано е со загуби и со сето тоа и покрај сите напори и сето тоа. Сите работат, не е тоа дека директорот не работи или дека не си иста партија, да треба да го кудиме, ме разбираш? Меѓутоа, за да се гледа подолгорочно, мислам дека треба да се направат. Затоа што тука пак гледано станува збор за значителна сума на пари, што може да се инвестира нешто. Да, како општина Демеркапија не е мала сумата, значи спрема буџетот. И дали ќе бидете спремни вие да издвоите, кога ќе треба да издвоите? Тоа е прашање. Или комуналното скроз ќе по тоа. Ако чека од вас, нели, не, мислам, не го кажувам тоа со лошо намера. Јас, значи, да, да, за забелешките, мислам, видина треба точно тоа да каже, да се размислува, да се искористи други фондови, може би каде што можеме да искористиме други средства и учество би имала и општина Демеркапија како, нели, корисник на сето тоа, нели, тоа здравје, ето, за виднина. Јаса. Што сега збориме, ипак тоа нешто починя 10% да се намаля водата на граѓаните. Ние збориме за субвенција месечно 306.000 денара е израчунато, така? За близко може да се предвиди прашувачката на воите. 300.000 што влезат у Демеркапија пари, нема да се дадат за вода, уж ќе си купат нешто, така да не се малко. Поединечно. Ако за Една потребување 30 или 50, што ще Ама чек не сега. можеме да Некој ако плати вода, денара. некој ако плати вода од 30 денара, тоа се 200 денара. Да, ама Некој тој... што си вода економија. Да, а тој 200 што... денара што се Значи, тој што има да плати 2000 денара вода, значи свесно потрошил таа вода. А потрошил со некоја намена. Еве кажа директорот. Нагобнуваме земја. Имаме чарата, така. Субвенции. Кој плаќа мисло 870 денара вода? Не е проблем, значи. Виж, ако држи това не е проблем. Тоа целта беше да се размислува за трајно, да може да се намале и да се осетат бенефити за држава. Сите знаеме дека тоа е најдобро решение за секој од нас и за сите. Значи, Да, но Да не се занемаре, 10% се ете намалување на субвенција од општина за граѓаните. Просекот за тоа го побарам. Толку може општините да помогне, например. Добре. Помалку, сите да помогнат. Дај Боже да може и повеќе да помогне, и дај Боже кога ќе треба да се изплаќат тие пари, да има пари да се изплаќат. Меѓутоа, за тоа ја прашав директор на комуналното, отприлика колку е потрошувачката на вода. Тоа ми беше поентата за да го доловиме след тоа. Колку може да има бенефит ние како граѓани, мене лично не ми треба субвенција, не е битно. Има може на кој што му треба. Меѓутоа, дали таа субвенција ќе стигне таму кој што треба стварно? Оти ние на големите потрошувачи што можат да потрошат повише и свесно потрошиле повише и можат да си ја платат сметката, ќе им дајме поголема субвенција. А за тоа што нема пари да си ја покрие сметката, со 20, 30, 50, 60, 100 денара нема да помогне повише. Не може да ги делиме, не може А да за ги физички делиме. зборуваме, да? Ама не може да ги делиме граѓаните, дали некој има пари да... Ама не ги делиме граѓаните. Потребувања има. Не ги делиме. Значи, на некој може и тоа му е битно, што вика колегата Владко, дека аз си вода економија и ЕСА, и тие пари ми се важни. Не, нищо струјата субвенции. Ние за водата ќе направиме субвенции. Значи, да кажа Мярката нешто, е коректна. Не викам у големата слика ќе видиш субвенција 10%, 27 година, тоа е сигурно некаква светана. Директор ќе види. Да, пресметано е. 647.500 денара на општина Демеркапија. Тие пари ќе влезат во економија. 10.000 евра се пусти.
Нема заплата за вода, ще се дава за друго. Проблемът е, защото колежката гледа поединично, а тия гледаш големата... Не е за големата, само обава, също е помощ за гражданите, Не обава. гледам поединъчно, сакам да кажам, за битна студенция, да стигна до тия шоу. И това ще има нужда на нещо стvarно интересно. Това може, например, да се направи не процентуално, например, в определен език. Всяка сметка, така може да Ама имате вида, директорът на комуналната да трябва да се сголеме износът за смет и напълнена. На чужда или не? Добре, исто е, добавяне на смет. Значи, за това мислям, дека е по-добро, отделени средства да се инвестират, нещо по-дългорочно, по-дълготрайно, отколко това си не мислим. Сите сме за това, ама трябва отмежду да се получи. Ние като съветници и например, локална власт предислуваме за цялостно строят само на секторите. Това е инвестиция. Това е инвестиция. Защото за 5 до 10 години се събрати. После ние ще имаме Бенефит, бенефит. Това се работи. общината, Това е моментално. Сега е моментално. И се работи това е по-моментално. на тия говорим проекти. Мерката е малко популистичка, реално да се прави на млади. Прави се как конкретно. Няма връзка. Ако гледаш по-дългорочно да се инвестира, реално някои работи ще може дългорочно да траят, мисля, че е по-добре. И точно все пак сумата не е голема, но не е малка. Даже да го това разговор. Не мислям дека от 800, 700 е по-малко. Как сакаш да 2 лева. Кой ще вярвам, че ми теглят това е общите правила субвенции. Пример са едната карикира, няма връзка. Какво значи тия са една нас не значат може. Говорете, ама тия ще имат, ще отдема ще Има някакви си на болни. 300 денара, 400 сметка, 40 Но денара. годишно вика 12 месеци по 200 се и явно 200. 20 евро. И това е 200. Това нещо по-хубаво. Все ще добавя. Добре, дали като това на сбор, и да ставим точката на глас. Отваряме като сбор за точката. Точката е става на гласане. Кой е за? Едногласно за, няма против, няма въздържан. Преминуваме на последната точка от дневния ред. Това са разгледуване на физически и правни личности. Първото даване е от Сдружение на граждани за малък футбол и риболов, 5%, село Пристенци. Комисията за финанси отлучи да се дадат финансовите средства от 30 000 лева. Кой е за? Едногласно за, няма против, няма въздържан. Следно даване от Хана Илиева, където от Комисията за финанси отлучи да се дадат 15 000 лева за потребите на манастира Света Мария Магдалена. Кой е за? Едногласно за, няма против, няма въздържани. Наредно даване е от Кудмина Кинова, който игрocите от Кудмина Кинова я представя община Меркапия Македония за най-доброто светло и Комисията за финанси отлучи да се дадат финансови средства от 70 000 лева. Кой е за? Едногласно за, няма против, няма въздържани. Наредно даване е от Борче Бановски, където Комисията за финанси отлучи да се дадат средства от 3000 лева. Кой е за? Наредно даване е от Свобода празник от Света Петка. Исто така се отлучи да се дадат финансови средства от 15 000 лева. Кой е за? Наредно даване е от Сдружение на Крещата Богородица 2025 Димит Капия. Това е наш обслужник. Където са одобрени финансови средства от 200 000 лева. Кой е за?
Едногласно за, няма против. Я само се изненадвам заради това, че съм подписник на сметка. Добре. 8. Ага, 8 гласа за, няма против, няма въздържали. Живко каже само Она председател. На ние сме получили изчерпани. Това беше все от дневния ред. Приятна вечер. Благодаря на вас, петница. Благодарност и гост. Благодаря. Аз